Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска ја посети националната установа Конзерваторски центар Скопје, каде во завршна фаза е спомен собата на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Ние во програмата на владата ставивме реконципирање на музејските поставки во нашите институции. Посебно ми е драго што спомен собата на Гоце Делчев е реализирана во таа насока, значи еден мултимедијален интерактивна музејска поставка. Прекрасно, морам да кажам, изработена од страна на идејата на господинот Камилов, на што сакам и лично да му се заблагодарам. Имавме можност, значи, преку таа интерактивна мултимедијална поставка да се запознаеме преку 6 столба со 6 историски периоди, карактеристични за Гоце Делчев, голем број на оригинални артефакти и предмети, и посебно ми е драго што во таа спомен соба учениците, младите генерации ќе можат на еден интерактивен начин преку презентација на голем број на документарни филмови, презентација на голем број на други историски настани премрежа карактеристични за револуционерот Гоце Делчев да интерактивно бидат во контакт со сите тие настани. Канчевска-Милевска посочи дека станува збор за значаен комплекс кој годишно има над 15.000 посетители. Таа се осврна на годишната програма на Конзерваторскиот центар Скопје на проектот за обнова на фасади во старите градски јадра. Во изминатата година Националниот конзерваторски центар заврши голем број на фасади на улица Илинденска и во старата Скопска чаршија. Ние имаме еден континуитет и динамика, значи минатата година се правеа нови проекти за обнова на фасадите кои што оваа година ќе се реализираат, а тоа се 5 фасади. Тоа се 4 фасади во старата Скопска чаршија, значи 4 споменици на култура и фасадата на овој комплекс каде што е сместен Националниот конзерваторски центар. Значи веќе во старата Скопска чаршија во завршна фаза имаме една фасада, се почнуваат останатите и сега набрзо ќе се отпочне со целосна обнова на фасадата на овој прекрасен комплекс. Така да покри фасадата ќе биде офатена и кровната конструкција, значи сите оние фасади, така да овој комплекс каде што е сместена Националната установа Конзерваторски центар и самата црква и прекрасниот комплекс целосно ќе биде обновена согласно проектот за обнова на фасади во старите градски јадра. Директорката на Конзерваторскиот центар Скопје Ема Петрова информираше дека се набавени сите материјали кои се однесуваат на животот и делото на Гоце Делчев.